Так. Одиме сега значи со изјавата на Меѓашим, кој што се однесува конкретно на темата за наркоманијата и дрогата. Ќе ја слушнеме нивната телефонска изјава, потоа ќе одиме со реклами и ќе се вратиме назад во студиото. Не заборавајте дека телефонскиот број 02 60 90 30 е вклучен веќе после рекламите, за да може вие да се вклучувате во живо во емисијата 24 за животот со своите коментари, со своите прашања кон нашата гостинка, судиката за малолетници во пензија, господјата Василка Божиновска. Одиме со Меѓаш и со рекламите и назад во студиото. Децата и младите кои се корисници на психотропните супстанции многу ретко го признаваат тоа како свој проблем и токму затоа не бараат помош и многу ретко се обраќаат на СОС телефонот за деца и млади. Исто така, и родителите и блиските на овие деца, не сакајќи да се соочат со фактот дека нивното дете се коцка со својот сопствен живот, одбиваат да видат и да признаат дека нивното дете има проблем. А со самото неприфаќање следи и нереагирање и со тоа се дозволува детето се повеќе да пропаѓа во бездната. За жал, старосната граница на конзументи на опојни други и психотропни супстанции е се помала. Посебно кај децата од ромска националност, кои секојдневно се движат во централното градско подрачје во организирани групи составени од 4-5 па до 2-13 годишна возрастна деца, кои зашеметени и дезориентирани со кесиње со лепак во рацете, ја вршат својата секојдневна работа, односно питачат, Застрашувачки е фактот што оваа гледка не е нешто несекојдневно. Значи, а за сето тоа ништо не се превзема, или тоа што се превзема е само минимално и моментално, а не решение кое тимално ќе го разработи овој комплексен проблем со кој што се соочуваме. Децата и младите, кога ќе западнат во светот на дрогата, доведува до појава на деликвитно однесување кај нив, значи проследени со кражби, со бруталност и насилничко однесување, а исто така и до појава на проституција, значи сето ова, се што може да се искористи како начин за да се дојде до средства кои што потоа тие може да ги употребат за набавување и обезбедување на опојни дроги и психотропни супстанции. Практиката ни покажува дека на овие малетници кои ќе дојдат во кризна ситуација им се укажува само првична медицинска помош, наместо долгорочен третман кој што им е неопходен. Се случува лекарите педиатри да одбиваат да се грижат за нив, бидејќи тие не биле стручни за лекување од дроги. Уште поголем проблем со лекарите е тоа што во светот уште не е дефинирано според кој медицински протокол може да се третираат младите зависници. Фактот, би сакала во овој момент да го потенцирам и фактот дека пред неколку месеци сведоци сме дека 3 деца пидачи по 13 годишна возраст починале од зависност од опојни дроги и психотропни супстанции. Сето ова треба алармантно да делува на нас и во најбрз можен рок да се отворат посебни центри за лекување на деца конзументи на опојни дроги и психотропни супстанции и конечно некој да ја превземе одговорноста за овие деца. Освен тоа, потребно е поголема цел да се стави на превенција и на запознавање на децата и младите со штетните дејствија на опојните дроги и психотропните супстанции. Одговорноста за овие деца ја имаат и нивните родители, кои во трката за обезбедување на финансиски средства не посветуваат доволно внимание на своите деца и затоа тие својата потпора ја наоѓаат во кругот на своите врсници кои можеби се конзументи на опојни дроги. Проблемот на употребата на опојните дроги и психотропните супстанции кај децата и младите е проблем кој треба да не засега и не засега сите нас, посебно кога станува збор за нашите деца, нашата младина, нашата иднина. Другата денес не представува темнина, која вешто и пробивно плете мрежа против немладите, туку напротив, таа е совладлива болест и постојат многу можности за нејзино сузбивање. Но за тоа е потребно најпрво да се признае дека постои како проблем, а потоа да се работи на изнаоѓање на мерки и активности за решавање на овој и голем и комплексен проблем. 24vesti.mk. Информација сега. Следете не во живо, последни вести, емисии. Телевизија 20